Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денеска четврт ден ќе потсетиме и ќе повториме дека премиерот Зоран Заев и криминалниот картел на власт не работат во интерес на граѓаните и државата, туку само за себе и бизнисите на своите блиски. Буџетот и државните институции единствено им служат за задоволување на партиските потреби и исплата на долговите и обврските што ги презеде Зоран Заев пред да се случат изборите. Зоран Заев и СДСМ веќе четврт ден молчат и не одговараат за ангажманот на Силвио Аврамовски, Ѓорѓе Калајџиев, Горан Стаменковски, за кои јавно обелоденивме за нивното минато и делување кое само по себе предизвикува скандал во јавноста. Зоран Заев се уште не одговара дали Силвио Аврамовски е осуденик за вооружен инцидент во Тетово, во кој пукал врз специјалните сили на Република Македонија. Зоран Заев исто така не одговара се уште дали Ѓорѓе Калајџиев, како уредник на телевизијата ВИС, која што инако е регионална телевизија во Струмица, имаше емисии со тогаш како градоначалник Зоран Заев, ќе има задача да ги величи политиките на владата во телевизијата и да биде за тоа директно платен од парите на граѓаните. Зоран Заев исто така се уште не одговара дали шефот на човечките ресурси на Основниот суд Скопје 1, Горан Стаменковски, кој што го напаѓаше портпаролот на судот и влегуваше исто така во директна конфронтација со председателот на Основниот суд Скопје 1, го советува Зоран Заев за неговите судски процеси или можеби за процесите на неговите неистомисленици и при тоа е директен линк со председателот на судот Џолев. Да подсетиме исто така дека на платниот список на советници на Зоран Заев се и мешетари како Обрадовиќ и Башановиќ, луѓе кои што се со сериозно криминално и скандалозно минато, за кое што беше запознаена јавноста низ медиумите. Да подсетиме дека овие луѓе беа поврзани со низа скандали во соседна Србија, како на пример наместени тендери во српското електростопанство, кражба на долна облека и останати скандали, а Заев сепак ги донесе да го советуваат во владата. Дали можеби Башановиќ и Обрадовиќ го советуваат Зоран Заев како да се прелеваат вештачките езери и со тоа да се прават загуби во милионски суми, или пак можеби го советувале Зоран Заев за брат му Вице Заев да врши транспорт и ископ во Рек Битола преку фирмите СВ Инвест и Тотал Инжинеринг. Во најмала рака овие луѓе треба веднаш да се повлечат од овие функции. Наспроти ова, владата се обидува со смешни списоци каде што се наброени луѓе вработени со години во администрацијата на владата, кои се инаку советници по звања во државните институции, вработени во генералниот секретаријат на владата, референти, вработени од техничката поддршка и останати вработени во владата, да ги прикажат како советници на поранешниот премиер Никола Груевски. Почитувани, прекинете да се играте со интелигенцијата на граѓаните. Фатени сте живи во сопствените лаги и скандали и време е да ја преземете одговорноста. Овие советници, за кои што јавноста дозна за нивните квалификации минато, не можат да бидат советници на ниту еден премиер во ниту една држава. Заев ја урниса кредибилноста на институциите. Зоран Заев ја потценува интелигенцијата на граѓаните. Зоран Заев си поигрува со граѓаните и ги расфрла нивните пари. Почитувани, ова лудило мора да прекине, а овој криминален картел мора веднаш да се разбие и да падне. Ви благодарам на вниманието.